Министерот за земјоделие, по кој знае кој пат се соочува со мала административна непријатност. По цели 2 години на чело на ресорот, тој повторно останува доследен на ставот дека Министерството очигледно го води некој друг. Прашајте го господинот Николовски, кој што не го гледам во салава како многу загрижен за македонското земјоделство. Еве го влезе и почитаниот министер. Ако тој самиот се соочува со дилемата, тогаш нема што да им се забележи на пратениците. Тие барем се трудат. Лицето му го препознаваат, репутацијата сами му ја кројат, ама името никако да му го трефнат. Денес најнеспособен министер и најверојатно во историјата на Македонија ќе биде актуелниот министер Цветан Трипуновски, се извинам. Очигледно проблемот со препознавањето веќе не е индивидуален, туку системски. Не само што тешко се утврдува кој што кажал, ветил или направил, туку веќе станува предизвик и да се утврди кој е воопшто кој. За кој Оливер Спасовски станува збор сега? Некој нов Оливер Спасовски или тој истиот кој беше министер за внатрешни работи? Па дали се сеќавате дека посебно протестите во Кочанско, вестите беа за производителите од Кочани дадени на суд? За кој Миле Левков станува збор? За Миле Левков што им ветуваше зголемување на субвенции на производителите и цената? Или за Миле кој што сега од 42 ја намали на 20? И не е само тоа, туку вкупната собраниска дебата за одговорноста се соочи со сериозен идентитетски проблем, бидејќи најголем дел од политичките куршуми се потрошија за човек што веќе не е таму. За него беше понудено решение. Имам чувство денес, после толку интерпелации, дека треба Лјупчо да го убиеме. Таква ви беше реториката. Интерпелација за актуелен министер, претходниот министер треба да го тепаме. Се разбира, не смеа да се заборават ниту обидите за достоинствена комуникација. Некои од пратениците се коригираа, покажуваа висок степен на култура, почит и желба разговорот да биде на ниво. Само понекогаш, баш термините не можеа да го следат нивото. 8% ти ги отврли, 8% да се кратат на земјоделците, односно вие, еве да ве перцепирам. И на крајот, со или без персирање, сублимат на една собраниска дебата за интерпелација. Не знам навистина дали да се смеам или да се чудам. Не за чудење, ниту за смеење. За жал, за плачење, колешке. А може би не треба да толку да се драматизира оти кога никој не е сигурен кој е министерот, кој е виновен и за кого точно се водела расправата. Тогаш сите може да бидат среќни и задоволни, освен граѓаните. Оти во таа мајсторска криенка, политичарите пак добиваат се, а тие на големо ништо.